тука да бидеме на чисто. Не постои економска програма во свет која може ова финанска дупка која е направена за која ние само предпоставуваме колку е голема. Тоа се приказни за мали деца дека долгот надминал 50, само што надминал 50% во однос, значи нема врска. Јас ви кажам, имав долги разговори со нашиот заменик министер за финансии, Наумов. Тој ми рече дека се обидел да влезе во трезорот првиот пат кога отишол во првата техничка влада со тогашниот кум Ставревски. Вели бев одбиен глатко. Значи можам се друго да побарам, вели, само не тоа. Че ние нагаѓаме дека нашиот долг, јавен долг на државата е најверојатно близу 70%, ако се земе старата дефиниција, нормалната дефиниција за јавен долг, општините внатре и јавните предпријатија под капа на државата. Се тоа не е така. Значи ние имаме јавен долг кој е во моментов најверојатно помеѓу актуелниот хрватски и српски, а тие се високо задолжени земји. И со таква реална задолженост, да тврдиш дека можеш за година-две да бидеш Швајцарија или Германија, тоа е лага, тоа е апсурд, тоа е пропаганда од најдолен вид. Значи во економскиот дел Македонија ќе мора да направи неколку работи. Прво, новата влада ќе мора да спречи ужасната корупција, која по наши проценки е околу 400 милиони евра на годишно ниво, само од буџетот крадени пари по основа на тендери. И да биде паметна, да биде умна во насочување на тие пари во продуктивни инвестиции, не во споменици. Значи, инвестиции кои ќе враќаат, нема само да трошат или додат во бунар парите. А ако зборуваме за политичките слободи и права, кои сте на такво преживување, ја ви гарантирам, лично ви гарантирам, дека ако таа држава не овозможи првиот ден на новата влада, не после 100 дена, ако не овозможи простор за слобода, за човекови права, ако таа влада мисли да апси новинари, да затвора со специјалци телевизии, ја во истиот момент излегувам, било на која позиција да сум, ако и да не сум, излегувам и велам благодарам, го враќам мандатот добиен од граѓаните, бидејќи јас за ова не се борев.